Сега 17 часот и 15 минути, почитувани гледачи, ви благодарам што и ова попладне сте овде на фреквенцијата на телевизија Сонце да го проследите најновото издание од емисијата од своја страна. И ова попладне ви ветуваме една убава книжевна средба, овој пат со нашиот познат писател Анде Јанков, на кого ќе му посакам добре дојде. Анде, добре дојде уште еднаш од своја страна. Како си? Фала ти на поканата, Викторија. Мислам 2 години како се немаме видено, така. Па така нешто повеќе чинам од 2 години. И еве дојде време нели ново парче приказна да извадиме, така што да, секако ми е мило што еве повторно кај тебе да малку да позборуваме и да се потсетиме нели на сите Токму така, работи, обично со секоја нова книга јас имам чест да ми бидеш мој гостин, па така и сега во фокусот ќе биде она најново од тебе, а тоа е романот Да не го сгрешам. Во најавата него кажавме Кобајаши Мару, ќе позборуваме малку повеќе за насловот, меѓутоа да напоменеме дека ова е 5ти роман во твојата колекција на крими романи. Зошто токму, Анде, овој наслов и која е, како што велиш ти, безвременската приказна која што ќе не остави без збор? Така. Насловот е нешто што прво нели го прашуваат луѓето околу престоечката книга, затоа што е, ајде да речеме, нешто непознато. Так. Јапонски израз за безизлезно сценарио или невозможна дилема. Аха. Преземено од Стар Трек, ако не се лажам, концепт кој што е доста познат во популарната култура, барем на запад, кај нас може малце помалку, меѓутоа е како мотив ми влезе баш во оваа приказна да можам да го представам и не можам да го замислам романот со подруг нели наслов од тој. Има еден мал мета смешен хумористичен коментар натре во самата приказна посветен на насловот, нели, ќе го препознаат тоа читателите. Како и да е, тоа е продолжение на серијалот кој што го пишуваме ве добри 4 години, почнувајќи од Виенски гамбит, нели, и навакај, но со таа разлика што овој пат се решив да покрај онаа главна приказна за полицискиот инспектор Виктор Николов, во приказната да вметнам една мала подприказна или саплот за да вметнам еден постмодернистички елемент за тоа како се раскажуваат приказни и како се евалуираат приказни. И затоа ми е особено драго што ја конечно ќе си го види светлото на денот, почнувајќи од утре на сајмот на книга, нели, кој што почнува нели овие денови кои што сите со нетрпение го очекуваме како сајмски новитет во издание на Антолог. Сајмски новитет подразбира дека и таму ќе се случува официјалната промоција на во рамки на сајмот. Така на овој роман. Петок. Што е поинакво во оваа книга? Велиш дека после читањето на оваа книга со други очи ќе ги гледаме сите оние дела и од други автори, меѓутоа и твоите, зошто е тоа токму така? Што е толку автентично и посебно во ова парче дела? Па вака. Сите ние сме раскажувачи, пред се, писателите, нели? Литературата подразбира орално раскажување пред истото да биде ставено на хартија. И случајно во текот на пишувањето на приказата не ми беше замислено во старт така, ми дојде тој момент на ајде зошто не додадеме дополнителен интензитет и еден мал дел на метафикција, бидејќи метафикцијата е наративна структура која што постојано го потсетува читател дека чита и искусува фиктивна приказна. И па токму тоа се случува во ова дело и намерно се решив тоа да го направам така. Зошто? Затоа што сметам дека во нашата книжевност фали мал дел на во популарната фикција или белетристиката, не зборам да стручна литература, наслов ваков кој што ќе им посочи на сите оние кои што сакаат да се втурнат во пишувачките води како да напишат едно дело, а од друга страна пак истовремено и ќе им помогне во развивање на свест за литературната критика која што сега за сега барем е таму некаде во рамките на сите оние стручњаци по компаративна книжевност, нели, и познавачи на литературата. Јас секогаш сум бил голем на споделување, sharing is caring, како рекле, и затоа се решив еве и да ги на некој начин, како се вика тоа, ополномоштиме, нели, сите читатели на уметност и оние кои што знаат нешто и оние кои што не знаат за литературна критика, едноставно да го прочитаат ова и тргнувајќи од моите дела, нели, од првото па се до ова, заедно со сите други книги да можат да ги евалуираат во однос на некои принципи кои што јас ги кажувам во самото дело. Кобајаши Мару, да не го сгрешам јас насловот, да потсетиме дека тоа ќе биде продолжение на останатите
3 книги од тебе. Колку време Анде се работеше на ова продолжение и дали останува овде Виктор Николов како ликот кон кој што се случува, односно е носител на самото действие во овој серијал? Точно, да. Значи ова е четврто продолжение во сагата за полицискиот инспектор Виктор Николов како носител, нели, на новој серијал. Така. Ова е на некој начин тоа што би се нарекло хајнун или високо попланне од серијалот. Значи со оваа четврта книга стасовме баш до половина во денот. Замислени се уште 4 други делови кои што работам веќе на 5-тиот дел. И сега она што е посебно во оваа книга е тој дел на постмодернизам и метафикција кој што е метнато. Меѓутоа приказната си се развива во однос на претходното продолжение Само Бог простува. Дејството рипа со 4 години понапред. Во оваа книга последната сцена го навестуваше тоа што би се случило барем малку во оваа книга, тоа е доаѓањето на коронавирусот, нели, на светската сцена. И сега можам да кажам дека еден дел од постулатите позади овој роман е токму ковид пандемијата, која што за цела среќа оставивме зад нас, меѓутоа не е дека не остави последици, нели, на еден или друг начин. Друга позадинска приказна која што можеби е темел на овој роман, секако и руската инвазија во Украина. Па така можеме да кажем дека покрај оние жанрови, нели, кои што ги содржи како coming of age, акција, крими, трилер, си има малце и дел како двоена сага можеби. Така ти кажуваш дека овде имаме 4 жанра кои што се испреплетени? Точно, 4 главни жанрови. Токму затоа и корицата ја ставивме на 4 концентрични кругови, опфатени од еден пети, бидејќи е пети роман. Но не само тоа, петката, нели, како символ си влече и други работи во овој роман. Се спомнуваат 5 филозофии, 5 дела, нели, како составни на приказната вовет, потоа, нели, заплет, перипетија, кулминација и расплет. И ред други работи кои што читателите ќе видиме дали ќе ги препознаат или не. Но секако ова е, пак ќе кажам, дело кое што мислам дека околу кое ќе пивотираат и сите други останати делови од овој серијал, бидејќи интензитетот на она што е напишано, 2/3 од романот се случуваат во едно поплане, така што мислам дека ќе им се допадне на читателите. Кажавме 8 дела се предвидени во овој серијал, веќе напомена дека останатите ќе пилотираат околу ова дело. Значи ли тоа дека веќе имаш идеја што ќе се пишува понатаму, дека можеби веќе работиш на петото? Да, секако се работи на петото продолжение. Зошто се одлучив за осмица како бројка, нели, на серијалот, бидејќи е, нели, оној символ на Infinity. Кај тебе се е со символи, се е поврзано. Точно, па тоа е писателската работа, да бидеме реални. Но и затоа што секој еден дел од овој серијал во таа прва затворена кружница од првиот до четвртиот дел ќе си се преслика на некој начин од петиот до осмиот. Па така што ќе може да очекуваат доста паралели, например, во оваа шеста книга, петиот дел од серијалот, нели, во однос на Виенски гамбит и паралелно, нели. 4 жанра, ново дело. Колку беше предизвик конкретно овој роман за тебе и колку време се работеше? Голем предизвик беше, морам да признаам, настрана од фактот што ајде на главно дејство го комбинирав со тие делови, нели, на метафикција, меѓутоа да се работеше некои 2 години на романот од прилика, од првична замисла до реализација, најмногу до сега морам да признам колку што сум работел на една книга. Намерно комбинирав жанрови, затоа што комбинацијата на жанрови и она кросполинација што се вика е тоа што кај читателите прави да биде интересно. Тоа е одамна познато во западната популарна култура. Еве и сега затоа исто одлучив и на таков еден чекор. Секогаш треба да се внимава тука, да се правилно да се искористат или барем на некој иновативен начин да се комбинираат тропите за секој еден посебен жанр, што мислам дека го сторив со оваа книга, и тоа е некој, да речеме, горна граница на максимум која што можеш и да ја искомбинираш, не верувам да 5-6 веќе фазла можеби да се меѓутоа има елементи на мит, љубовна приказна секако, меѓутоа не онаа романса на до, нели, конечното меѓутоа што се случува потоа, што е многу потешко да се напише, што откако, нели, ке една и две индивидуи ќе се споат. Секако можеби малце вестерн, меѓутоа пак ќе кажам, ќе видиме дали ќе го препознаат тоа читателите.
2 години имавме пауза од ново дело, нова книга. Што велат читателите? Очекуваа ли продолжение на серијалот? Да, секако како полека ги откриваат сите нели нови читатели овие книги, се интересираат за тоа кога би бил следниот дел. Меѓутоа, колку посложени ја ги пишувам веќе книги, толку повеќе време си бараат. Едноставно не сакам пребрзо да испрегам со нови парчиња приказни. Ете, точно така. И мислам дека некојаш си најдов средина на 2 години од едно до друго дело, бидејќи на секоја една година сметам дека е брзо, а кога се пише серијал, па се што е повеќе од 2-3 години, веќе некако луѓето не дека ќе заборават, меѓутоа, ете, можеби вниманието ќе го насочат кон други Така и чекаат, дефинитивно те чекаат со нова книга. Анде, предпоставувам дека соработката со Антолог продолжува. И со оваа книга најавивме промоција на книгата токму на 18 утре на сајмот на книга. Ајде малку повеќе да откриеме што ќе се случува таму околу сајмот. Така, да, значи од 2 го чекаме сите, бидејќи сајмот на книга е послатица за сите љубители на пишаниот збор, а особено за авторите кои што вадат нови книги. Лани бев присутен на сајмот со подпишување на книги, меѓутоа без ново дело не е тоа. Да бидеме реални, е сега со следниот наслов, нели, како сајмски новитет, ќе видиме како ќе поминеме, се надеваме секако, нели, поинтересно. Подпишување ќе има на 19 задутре, тоа е од 17 часот на штандот на Антолог, заедно во некој иновативен концепт со тук автор, со Јован Елиевски, кој што тогаш ќе биде промоцијата на 19. Да. Секако Антолог си има и други некои концепти во нивната сајмска програма. Има некоја си панел за жанровска литература утре на првиот ден на отварањето. Секако сите заедно како домашни автори сме присутни на 24 април како ден на книгата, нели, за затварање на самиот сајм. И едноставно јас мислам особено ми е драго и чест што ете така голем играч како Антолог се заложил со издавање на овие книги, бидејќи го препознале квалитетот во нив и еве со нив до крај претпоставувам ќе го избуткаме серијалот. Сајмот на книга, мислам, беше поддржан како настани од Министерство за култура, како настан од национален карактер со големо значење. Што да очекуваме од овогодинешниот сајм на книга? Па ќе видиме сега, првпат доаѓа малку порано во текот на пролетта, беше обично бевме научени во мај, на потопо време сега во април. Че нам го спојуваат со денот на книгата на 24? Па претпоставувам дека сакаат да заврши тогаш на 24 април како ден на книга и авторско право. Па, мислам дека ќе има доста гости, доаѓа Андерс Рослунд од Шведска, тој е во издание на Антолог со нов наслов. Секако има уште некои гости од странство, ако не се лажам, што ги подпишуваат книги. Едноставно и за нас авторите, како нели домашни писатели, интересно кога ќе се сретнеме со странски автори, па кроз промоција некоја слика ќе направиш, ќе добиеш подпишано парче книга, што секогаш значи, бидејќи ние сме пред се читатели, а потоа писатели. Така, и мислам дека сме една мала земја која што македонскиот читател едва чека да се случи нешто такво, како сајмот, за и да се видиме, нели, меѓу себе, оние кои што пишуваат и оние кои што читаат. Моето следно прашање е дали ќе прошат овој серијал со промоција низ државата? Да, планот ми е тој, секако до сега ги правев Скопје и Велес како матичен, нели, мој град. Сега планот ми е, ќе видиме дали ќе стасаме до, нели, како ќе му дојде до летото, кога сите веќе се распрскуваат настрана, или ќе оставиме нешто за наесен, меѓутоа да, сакам неколку промоции да направам во однос на, нели, на оваа книга низ државата. Со тоа што секако веќе сум активен на тоа поле од аспект на тоа дека оваа книга, Престојачката копија Шимаро, реков, има некој си дидактички карактер, наставнички, па ми се чини дека ако ништо друго би влегла и во неколку школи како, нели, јас како гостин автор на некој час, каде што еве да речеме дека сите оние кои што се заинтересирани за пишаниот збор ќе видат едно малце поинакво можеби размислување во тоа како се создаваат приказни, како се оценуваат. Покрај овдешната македонска публика, ќе се читаат ли овие книги на некој друг јазик, Анде? Па, се надевам дека да, Едно лето на Крит веќе е преведена на англиски јазик, сега се работи, нели, на договарање на серијалот, нели, дали ќе биде тоа со првиот дел или понатаму, зависно од тоа каква приказна ќе им се допадне. Меѓутоа, еве, можам да откриам дека кон крајот на мај, на 20 мај, заминувам за Загреб, Хрватска. Таму бев поканет
на книжевна резиденција од страна на Хрватското друштво на преводувачи и писатели, каде што ќе работам на петото продолжение од овој серијал, бидејќи дејството фактички ќе биде, со поголем дел дејството ќе биде сместено точно во Загреб, во Хрватска. Тоа е тоа што можам да го открием и едноставно можеби и таму ќе падне некој договор, едноставно јас би сакал, нели, како и секој друг автор, да испаднеш од рамките на матичната земја, бидејќи сепак сме мал пазар и едноставно кога ќе бидеш преведен на друг јазик, едноставно се отвараат повеќе така, и повеќе видици, повеќе можности. Бидејќи си писател кој што дефинитивно се држи до еден специфичен жанр, кој што нели си има и своја специфична одредена целна група на публика, си размислувал ли некогаш за екранизација на овие приказни кои што ти ги доловуваш преку книгите или си имал можеби некоја понуда за екранизација на приказните твои? Тоа е вики нешто што на сите се надеваме, нели, бидејќи еден од начините на проширување на видиците не само преводот, туку и испаѓање од медиумот. Имало некои понуди конкретни разговори со режисери, меѓутоа тука па тоа е малку погоршливо прашање во однос на филмската и телевизиска продукција. И сега не е дека понатаму не би можело да се случи, приказните ги пишувам бидејќи сметам дека тоа треба да биде кажано, меѓутоа факт е дека оваа жанровска литература е привлечна за екранизација на едниот или другиот начин, дали на филмско платно или на телевизиски екрани. Ќе видиме по тоа поле што ќе се случи, ми се чини дека веќе фаќаме некој полека терк со ајде ако не европска, со балканската продукција на серија, ако ништо друго, пошто горе во Србија гледаме дека доста се случува на тоа поле. Меѓутоа и кај нас имавме Бистра вода пред некое време, нели, и нешто претпоставувам ми се снима. Како и да е, кога и да биде тоа, мене ќе ми особено драго и чест, бидејќи на некој начин ќе застанеш како коавтор, нели, на таква една приказна која што ќе се најде. Дефинитивно. Неде пред гледачите. Дефинитивно и честа и секако тоа е уште еден успех, нели, за сето она кое што го отвориш. Анде, колку се соживуваш како писател во она што го создаваш, во оние случки, во сите тие приказни кои што прво ги создаваш во главата, а потоа не ги пренесуваш на лист од хартија, колку како човек се соживуваш со сето она кое го твориш? Фактички колку повеќе се соживуваш, толку подобар писател можеш да станеш. Тоа е нешто што го научив со тек на годините на пишување. Не дека го знаев како такво нешто од старт. Еве добив за престојната книга коментар, бидејќи третира горчливи теми како короната и сето тоа. Коментарот тие први рецензенти кои што ми пишаа, се надам дека ова не е нешто што си има случајно, нели, лично и се тоа. Што значи дека ги допрело некаде доле и тоа е добро, бидејќи книгата треба и тоа да го направи. Секоја парче уметност треба тоа да го направи фактички и едноставно како еден од начините за да бидеш добар раскажувач и писател е кога размислуваш, треба да размислуваш на начин на што ти би направил во одредена ситуација кога би бил во стапалата на одреден лик. Значи тоа е правилен начин на размислување. Нешто ликот би направил, нешто ти би направил, туку што ти би направил кога би бил на негово место. И сега се обидувам колку што можно повеќе тоа да го правам, нели? И ќе видиме како ќе биде понатаму. Во еден наврат велиш дека во твоите приказни се обидуваш Скопје да го пресликаш што е можно пореално. Меѓутоа говориме за 100% фикција или можеби нешто си бил сведок на нешто? Вака сега, тука има како е тоа меч со две острици. Од една страна, да, се обидувам Скопје, за тоа и го одбрав како град каде што поголемиот дел од дејството ќе се случува. Сега, од друга страна пак не може да е 100% реално, нели? Литературата не треба ни да е таква, треба само да остави печаток на веродостојност. Сега, одам Скопје кое што јас го представам, особено еве во оваа книга, е нешто што го кажувам како квази Скопје, можеби Готамовско Скопје, нешто што го доживуваме сите така, меѓутоа можеби не ни се допаѓа дека така градот го згазија на урбанизација, брз начин на живот. Не, моето прашање беше за приказните, дали 100% се фикција или во нив насетуваме нешто реално? Фикција се, меѓутоа јас секогаш и она што читателите па го кажале за мене, се обидувам моментални општествени прилики да ги вметнам, нели, внатре во како позадински приказни на моите романи, така да речеме трговијата со деца беше присутна во едно лето на Крит, кризата која што им се случи доле исто така, потоа да речеме дека делот оние, нели, политички кампањи и сите ствари беа присутни во сигурен ризик, ето така секогаш се присутни. Во Само Бог простува има
доста искористено од тоа некои неприлики што на моето семејство им се имаат случајно во позадинската приказна на негативците, на антагонистите. Меѓутоа, пак ќе кажам, секогаш е добро да се земат тие општествени моменти и да се стават барем малку, зашто за да читателот се поистовети со нив, бидејќи сепак живееме на тоа парче земја и едноставно кога читаме за работи нешто што на секој нас не се случуваат, секогаш повеќе се соживуваме со нив. Клише е да прашам дали се читаат македонски автори денес, како македонски автор се читаат ли македонски автори, дали ти читаш? Ја можам да тргнам нели од себе сам и да кажам дека да. Ако ништо друго, можеш да ги читаш за да фатиш нели текст она што е моментално современа македонска продукција, бидејќи се повеќе излегуваат и како белетристи, така и нели на жанровска литература што се вика. Едноставно сега не се за секого, па дури моите книги на некој нема да му се допаднат, ако некој што сака можеби повеќе, не знам, историски драми или што знам, романси, но дефинитивно се читаат повеќе македонски автори, е една од предностите на корона пандемијата, мислам дека беше тоа. Луѓето повеќе се свртија на домашни приказни, ете можеби ради овие некои прилики кои што се опишани, но едноставно и можеби имаа повеќе време сами со себе, па така сега мислам дека е стварно клише можеби да се читаат македонски автори, да. Меѓутоа чинам дека сликата е подобрена, дека се повеќе даваме шанса и дека веќе се двои квалитетот од квантитетот и се она што објави книга не е за читање. секој си бира што ќе чита. Јас и моите пријатели од Арс Ламина, издавачката Куќа, за секој мој гостин даваме книга подрок со цел да поттикнеме нели читање на македонски автори. Се надевам дека Торонто Експрес од Зоран Спасов Зовке ја немаш дома во твојата домашна библиотека. Ова е за тебе, Анде. Фала ти. Доста ти ни даваш книги по зароци, еве вака и ние. Уште еднаш да повториме што ќе се случува на 19-ти, што ќе се случува на Сајам на книга 2024, да дадеме фокус на твојот најнов роман пред нашите гледачи. Значи на 19 април, значи тоа доаѓа задутре од 17 часот наш стандот на антолог во рамки на Сајмот на книга, имаме back-to-back промоција на мојот следен роман Ковјаши Мару и романот на Јован Илиевски 7 часот и 15 минути, ако не се лажам, продолжењето на Татко ми Босфор. Едноставно интересен концепт каде што нели јас му поставувам него прашање, тој мене и каде што потоа нели читателите ќе имаат можност да се добијат нели подпишан примерок од нашите книги и едноставно да дознаат нешто повеќе за романите кои што нели ги купуваат. Токму така, јас ќе ти се заблагодарам овде за ова гостување и ќе ти закажам средба токму на 19-ти на твојата промоција. Се надевам дека ќе успеам да дојдам и да проследам што ќе се случува на Сајмот на книга. А ти посакувам многу успех со петиот роман и четвртото продолжение на серијалот и секако на следниот роман повторно да се видиме и повторно да направиме некој книжевно интервју. Фала ти, Вики, и да, секако би било драго кога и да го стаснам тој следен роман, пак да се појавам, нели да ти гостувам, да кажеме нешто повеќе за тоа. Така, да имаш успешна промоција, се гледаме само за убави работи. Почитувани гледачи, ова книжевно интервју со Анде Јанков го завршуваме ја токму тука. Вас ќе ви се заблагодарам за вниманието и ќе ве поканам исто така на Сајмот на книга 2024, кој што ќе се случува во спортскиот центар Борис Трајковски во Скопје од 18 до 24 април оваа година. Се гледаме таму, а со емисијата се гледаме за 7 дена од сега.